Велат, спортот е половина здравје. Тоа е една дисциплина која ги оформува, ги структурира младите да бидат здрави, да бидат активни. И токму на тема спорт ќе зборуваме со мојот денешен соговорник Драган Николовски, одговорен уредник во првиот програмски сервис и долгогодишен спортски новинар. Драган, најпрво ти благодарам што си дел од нашиот подкаст Универзум. Драго ми е што сум тука. Ќе зборуваме за спортот, секогаш актуелна тема, а она што особено беше актуелно во изминатите денови беше зимската Олимпијада во Италија. Македонија имаше свои представници, а ти како спортски новинар секако го проследи целиот овој, ако не грешам, 16-дневен настан. Ајде еден краток сублимат за тоа како се представија нашите, како помина зимската Олимпијада. Да бидем искрен, не сме загордеени, сигурно уште долго време нема да бидеме за гордење кога станува збор за настапите, особено на зимски олимписки игри. За жал, се уште за нас важи она мото застарено од Пиер де Кубертен дека е важно да се учествува. Да, ние се уште се радуваме со самото тоа што учествуваме на зимски олимписки игри. Овој пат дури се удиравме во гради дека сме испратиле најмногу бројна делегација од 4 надпреварувачи. Од спортски аспект поминаа како што можеше и да се очекува. Не сме конкурентни со далеку поквалитетните спортисти. Да, олимписките игри подразбираат собир на поединци, групи, спортистки од сите делови од светот, меѓутоа сепак во исконскиот дел на спортот подразбира надпреварувачкиот сегмент. Ние, за жал, се уште се задоволуваме со самото учество. Или се доведуваме во ситуација, како што сега беше случај, да се радуваме или нашите спортисти да бидат задоволни и среќни, затоа што минимално ги подобриле своите лични остварувања во споредба со предходни нивни настапи, дали на светски првенства или на олимписки игри, но кога ќе земете во рангирањето на крајот на резултатите, секако сме долу некаде при опашката, така што не е нешто што е ниту ветувачко, ниту охрабрувачко, и во тој аспект многу е, како да речем, непријатно да се пренесуваат настапи на македонски спортисти во едно вакво обкружување, кога морате да подголтнувате помалку и да бидете резервирани од аспект на сето оно што ќе го искоментирате или ќе го пласирате како информација. Може би ќе се држите до фактографијата, ќе проголтате некоја можност за мини критика или за пласирање на реалната ситуација, меѓутоа длабоко во себе сите ја знаеме целата состојба. И сега Македонскиот олимписки комитет, спортските асоциации во континуитет вложуваат пари во спортисти, но за жал тоа не се реперкуира со задоволителни резултати кои што би биле реално подобрување или, да речеме, сигнал за некаков напредок на нашиот спорт. Зимски спортови се ова, секако не се до тој степен популарни ниту во глобални рамки, меѓутоа пак не сум приврзаник на тоа да се учествува на ваква манифестација само на база на ентузијазам, желба или не знам, ако се достигнало до некој си ниво да сте најдобар во Македонија и со самото тоа да ви следува за гарантирано учество на зимски олимписки игри. Или преку специјални покани, или преку исполнување на квоти кои што се загарантирани за помали спортски нации или за национални олимписки комитети, или на мала врата преку како да речем, преку норми, кои што во принцип се пак за малите нации и се неспоредливи со она што е врвен елитен спорт. Свесен сум и свесни сме сите дека не можеме да се вмешаме во врвот, во елитниот спорт, меѓутоа ние никако да се подкренеме од талогот. Никогаш не сум коментирала или известувала големи спортски настани, бидејќи не сум спортски новинар, но ме интересира дали возбудата е најголема на почетокот, првите денови на отварањето. Возбудата велам од коментаторски аспект. Да, зборувајќи за себе можем да потврдам. Јас сум, например, екстремно возбуден и периодот кога се подготвува целиот проект, да речеме, кога како Македонска телевизија се фокусираме, го организираме начинот на кој што
ќе ги покриваме ваквите спортски настани. Инаку, кога ќе почне настанот, влегувате во еден тунел и тогаш, како да речем, не чувствувате ниту замор, ниту тешкотија, ниту некаков проблем. Едноставно, човек што си ја сака професијата до тој степен и кој што е посветен на работата и кој буквално не дозволува да му влијае ништо друго на начинот на кој што приоѓа на целиот проект, од прв до последен ден е крајно ангажиран, крајно посветен и мислам дека дополнително кога сето тоа се прави со уживање, со лично задоволство и производот, односно на екран сето тоа звучи далеку поквалитетно отколку кога би се работело со половина срце или само колку да се одработи. Што не е непознат случај, нели, во тоа како се практикуваат обврските, како се издржуваат професиите кај нас, зборувам за сите, не само за новинарството. Меѓутоа, ние спортските новинари, коментатори сме некоја посебна сорта луѓе кои што им се радуваме главно на ваквиот тип на настани, ги исчекуваме, кога ќе дојдат, им се посветуваме целосно и уживаме во тие 2 недели, 15 на 16 дена, колку и да се, потоа кога ќе спласне адреналинот, кога ќе слегнат страстите, кога ќе стигнат емоциите, тогаш стигнува и заморот, ама останува барем задоволството од добро сработената работа и од личниот кејф, би рекол, тоа како сте се представиле себе си или на каков начин сте си ја завршиле, ако ништо друго е работата во целиот тој период. Уште подобро, поубаво, поквалитетно и посоодветно е секако кога би се известувало од лице место. Се надевам дека ако сега за овие игри или за последните неколку како македонска телевизија не бевме присутни на лице место, дека на некој од наредните големи настани од ваков тип коментаторските гласови и репортерските уења ќе бидат од местото на настанот, со што ќе се надополни автентичноста на моментот и ќе се прикаже и своје уште поголемо ниво, да речеме, на медиумот, затоа што престиже сепак да се биде на лице место не само за поединецот, туку и за институцијата која што ја представуваат. Така, македонските спортисти, независно од резултатите, мислам и македонските спортови генерално ги гледаме на многу меѓународни големи надпреварувања, учествуваме, важно е да учествуваме. Како долгогодишен новинар, спортски новинар, сте известувале, мислам, си известувал, за многу такви манифестации, колку треба професионалност, присебност за да се презентираат резултатите и целата таа атмосфера пред гледачите со оглед на тоа дека интересот кај јавноста е голем. Секако сме имале твои колеги кои што и малку понесени од тој адреналин и од возбудата, па и лично и емотивно ги презентирале колку треба да си присебен и професионалец во работата за и покрај своето доживување да ја пренесеш атмосферата до гледачите онака како што треба. И јас сум пофлексибилен по тоа прашање и како гледач, а и како човек од таа страна сум приврзаник на малку по-слободен пристап, да не се робува на клишеа или на не знам какви стандарди, затоа што кога игра македонска репрезентација, македонски клуб, нема сега што ние да се воздржуваме и да, како да речам, да се трудиме да бидеме професионални од аспект да не заземаме страна. Но тоа не подразбира па и дека треба да ги премолчуваме нештата ако не чинат. Така што сум за максимална искреност, отвореност, а и на крајот на криштата и вештината на поединецот, на коментаторот, на новинарот, на репортерот е да ја најде таа, нема да ја речем златна средина, меѓутоа вештината е во тоа да со одбрани зборови да го кажете она што го мислите, да ја погодите суштината, да не зацкриете ништо, а при тоа да вградите во сето тоа и она лична нишка, да не биде само чиста фразеологија или базирана на факти. Зарем би се запаметил некој спортски коментатор или било каков известувач, ако од каков и да е настан, зборуваме за спортски, ако во сето тоа не даде посебен личен печат за да прозвучи и да се цитира. Ако одиме школски по книга и за такви настани, би било нешто премногу обично, стерилно, досадно.
Затоа и публиката се поистоветува понекогаш со вас. Јас паметам во некои времиња имаше мои пријатели млади па кои што имале и омилен коментатор, па се радувале кога ќе слушнат дека тој ќе го коментира нивниот омилен надпревар. Како човек кој што долги години е во спортското новинарство, како го коментираш македонскиот спорт? Каде бевме, каде сме? И има ли надежка и младите спортисти за подобри резултати во иднина? Ние секогаш сакаме да бидеме повисоко, се стремиме да сме подалеку и повисоко од онаму каде што реално сме. Проблемот е што не секогаш сме реални околу тоа каде сме. Сакаме малку да ги дуваме работите, се цениме себе си пренагласено и сметаме дека спаѓаме, не знам. Зборувам сега конкретно, ако за нешто со право може да се сметаме како за спортска нација во смисла на резултати кои што во меѓународни рамки се битни, важни и релевантни, ракометот и ништо друго. Сето друго е во втор план. Ниту во ракометот нели не сме елитна нација, не сме во европскиот или во светскиот врв, но системот на големите ракометни надпреварувања е таков што се одржуваат секоја година или светско или европско првенство, не е така во другите спортови, што автоматски меѓу другото ни овозможува да држиме некаков континуитет на учество на големите ракометни настани и сплетот на околности не доведува до таму да некогаш со еден добар резултат да можеме во низа да се пласираме некаде во ниво меѓу 10 или 15 најдобри на европско или на светско првенство. Не е секогаш така. Но ако велам дека ракометот е нешто што во принципи не прави горди и на кој што најмногу му се посветуваме, сега зборувам како народ, како публика, како гледачи, ако ништо друго се соживуваме во принцип, најчесто со настапите на ракометарите, многу поинаку е кога станува збор за другите репрезентации. И има една друга работа. Сите овие други спортови, што и да се случи, мислам дека би паднале во длабока сенка кога македонската фудбалска репрезентација, еве да речеме, на лето би стигнала до историски настап на светско првенство. Ќе играме бараж, еден друг кон крајот на наредниот месец март. Блиску сме, но и не толку блиску колку што можеби сакаме да си се представиме. Ќе посведочам со примерот од пред 5 години кога Македонија прв пат учествуваше на Европското фудбалско првенство. И мислам дека тој успех до тогаш беше на таков начин прославен, ги засени сите други дострели на наши репрезентации, автентични македонски репрезентации на големи настани. И не е тоа случајно во спортски, во глобални, во светски рамки. Фудбалот е, па сите други спортови, се друго е второстепено, третостепено или понатаму. Дури и европските шампионски титули на Вардар од 2017 и 2019 година, па и она на кометот Ѓорче Петров на ракометарките во 2002 година, не придонесоа на таков начин да се подкрене нивото на ракометот, ниту на женскиот ракомет пред 20 на години, па ниту на пониските нивоа, на клубско ниво кај нашите клубови, кај нас. Може би за ширење на популарноста да, но магијата ракометна, младите деца ја впиваат преку настапите на репрезентацијата, без оглед што резултатите нели се такви какви што сега не може да се носат, да се споредуваат со европските шампионски титули на Вардар или на Кометов, што ги споменав, сепак беа базирани на странски ракометари кои што беа тука веќе не се и клубовите по нивното заминување се нерелевантни и неконкурентни како што биле некогаш. Поентата ми е дека растеме ние и создаваме база, да речеме, се шири бројот на заинтересирани да се занимаваат со спорт, помлади главно деца, само низ популаризација на резултатите на репрезентациите. И жално е што, да речеме, кошарката е далеку од сето тоа, фудбалот не ни можеме нели да рефлектираме нешто повеќе, дури и ова што го прават сегашните генерации е можеби над реалните можности и очекувања. Имавме едни успешни квалификации кои што ете сега не носат на пад на 2 надпревара до бараж до светско фудбалско првенство, но убаво е кога како нација, како народ
живееме по известен период, да речеме, со спортистите, и ако ништо друго забораваме на сите други случувања наоколу. Има ли надежка и младите спортисти за подобри резултати во иднина? Ти сигурно ги знаеш младите, па во сите спортови генерално. Некој што ете вака можеби Се е дискутабилно, се е како да речам, ирелевантно од таков аспект, прво што е добар, што не е добар резултат. Знаете како, има борачки спортови, секоја чест да сите индивидуални спортови, таму најголемо светско чудо да направите, а реално не сме ни до толку силни, не може да добие одглас како во некој од најпопуларните спортови. Фудбалот и ракометот. Така, ние сега може од време на време да се задоволуваме со парцијални успеси на спорти, на каратисти, каратистки, кикбоксери, бодибилдери и така натаму и така натаму. Да, сето тоа се води во графата спорт, па и не случајно спортистите на година на Македонија години наназад произлегуваат од такви поединечни спортови. Меѓутоа, факт е дека неспоредливи се сите тие околности, резултати, со сето нешто го носат колективните спортови, ајде некој ќе рече спортовите со топка, ќе речам јас спортовите кои што будат најголемо интересирање. Так, ајде малку и за професионалните ангажмани. Во време кога политиката владее со светот, од каде љубовта кон спортското новинарство? Па таа љубов кон спортското новинарство кај мене уште кога не сум ни знаел за политиката, од мали нозе, од 7-8 години, можеби и пред тоа. Сараевската зимска олимпијада 1984 година, многу одамна, на мои 5-6 години, мислам дека тогаш ще имам инфицирано, да не речем навлечено на спортот, како гледач, иако да речеме и на денеска на ски немам застанато, и тоа некогаш ќе ми го замерува од аспект, ќе се повекува некој можеби на компетентноста да коментирам некој од спортовите. Не се поентата ми е дека од многу одамна, од детски нозе, од пред да знам за себе дека сум размислувал за нешто друго, фазите кога децата, како деца се разговарало, сакам да бидам пилот, сакам да бидам не знам, доктор, сакам да бидам наставник, професор или така натаму, јас не сум велел дека сакам да бидам спортист, туку сакам да бидам спортски коментатор. И тоа така. Траело. Сите големи настани од моето детство, таму некаде од средината на 80-тите, ги паметам фрагментирано, некои се и така детали останати во сеќавањата, и мислам дека целиот тој период кога растев, созревав, завршувањето на средното образование, немав друга никаква ниту определба, ниту идеја, едноставно јас почнав да работам како средношколец уште. До тој степен што гимназиското образование го завршив како вонреден ученик, само поради тоа што на 17 годишна возраст станав најмладиот вработен или ангажиран тогаш во А1 телевизија, зборувам за дамнешни времиња, 31 година од тогаш. Далечната 95-та година, и сето тоа практично стигна во позиција многу рано да ми се остварат желбите, а кога ќе стигнете до нешто такво, не знаете потоа и за некакви други планови дека сте имале, па сте оствариле, не сте оствариле, ви се реализирале. Да, од една страна е благодат тоа што го правам и цел живот го правам тоа што сум го сакал, никогаш не сум се занимавал со нешто со што не сум мечтаел или што не сум сакал да правам, и се надевам дека целата таа кариера ќе трае уште подолго време. Можеби сега не сум на позиција која што подразбира најдиректен ангажман со спортското новинарство и спортското коментаторство, но тоа живее во мене, пулсира, и не случајно сум и сега ангажиран баш на таков начин. Така, како што кажав и во самата најава, одговорен уредник на првиот македонски сервис, тоа сигурно подразбира многу голема одговорност. Како поминува еден работен ден и кои се најголемите предизвици со кои се соочуваш во работата? Па, самиот факт што станува збор за јавниот сервис, за државната телевизија, по дефиниција подразбира одговорност.
Мене ми е жал што немам повеќе време да се занимавам со личното задоволство за кое што сега еве толку се расприкажав и претпоставувам можеше да процениш и сама со колку љубов зборувам за мојата пасија, но настојувам да го комбинирам тоа колку што можам, инаку секојдневието ми е со поадминистративни обврски, со многу помалку класично новинарство отколку што би сакал, но некои хиерархиски позиции сепак тоа подразбираат да се води грижа за начинот на функционирањето на редакциите, на целата институција или целиот канал, да го речам, што се оди на програмата, како се стигнува до таму, да се бијат внатрешни битки со колеги од продукција, од ТВ техника, до дневни тривијални прашања од типот имало или немало камера, имало ли термини за монтажа, да немало, и така натаму, и така натаму. Еден колаж од обврски кои што исцрпуваат, кои што одземаат енергија и кои што, да речам, не се гледаат, не може, обичен човек не може да ги свати. Јас имам тешкотија и на мои блиски да им представам, да им објаснам од што се состои мојот работен ден и како тоа функционира, дури зашто изгледам изнемоштено, изморено, iscrpено по завршување на тие 7-8 часа работно време, но пак ќе кажам и ова е нешто во што видов предизвик, на крајот на криштото напредок во кариерата, да сепак на чувствително место, ранлива позиција, изложен на, како да речем, на окото на јавноста, на сепак како јавен сервис самиот Македонска радиотелевизија е нели посебно изложена во фокусот на интересирањето на телевизиската јавност, на публиката, на политичката јавност, ако сакате. Драго ми е што имам соработници на кои што можам да се потпирам и со кои што ги споделувам убавите, не толку убавите моменти, со кои што заедно туркаме, бараме решенија во од и функционираме и се надам ќе функционираме и понатаму. Така и верувам дека на крајот на денот заморот е занемарлив од кога ќе се види задоволството од сработеното и презентирано на јавност. Па да, немам најдиректен удел нели во тоа што изгледа на екран, излегува на екран, ќе го тргнеме настрана сега периодот нели со спортските преноси, меѓутоа да, сум задоволен од она што излегува како телевизиски производ на првиот програмски сервис на МТВ. Така и на крајот на овој разговор не можам да не прашам како ги балансирате обврските во едно семејство на двајца новинари, па и двајца уредници, да речам, како наоѓате баланс работата, семејството, имате ли време на крајот на денот и за себе? Се трудиме што помалку да си го обременуваме тој другиот дел од денот или личниот, интимниот живот со работата, со професијата, но да бидам искрен, не е тоа толку едноставно и толку лесно остварливо, да не речам невозможно. Се трудиме и успеваме колку што можеме. Споделуваме убави моменти, споделуваме не толку убави делови нели од работниот ден, од професијата, но на крајот на денот ние секако сме задоволни од тоа што сме и ќе бидеме во професијата, а се трудиме оној дел што е настрана од работните обврски, буквално некогаш да се исклучиме од јавноста, да поминеме време некаде изолирани од светот, ако можам така да се изразам, да отидеме некаде со семејството, да буквално да се посветиме самите на себе си. Децата се тука да не оплеменат уште повеќе, да ни ги разубават животите и се надевам дека мирот кој што го имаме ќе ни трае. Така, драга, за љубовта се распира. Ти благодарам што беше дел од нашиот подкаст Универзум и да посакаме подобри времења за македонскиот спорт. Се надевам. А вам, почитувани гледачи, ви благодарам што и денеска не следевте со внимание.